Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, пред нас уште еден од низата предлог закони за задолжување на Република Македонија во време на најголемата пандемија и во време на страшно високи поразителни бројки на починати и новозаразени од COVID-19. Пред нас е предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по договорот за заем за финансирање на проектот воведување на брз автобуски превоз во град Скопје, нормално по скратена постапка. Предлагач владата со незините представници доктор Фатмир Бесими, министер за финансии, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, доктор Димитар Ковачевски, заменик на министерот за финансии и Беким Реджепи, заменик на министерот за транспорт и врски. Скратената постапка според членот 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и овој пат се злоупотребува, како и за сите останати предлози за енормни задолжувања на Република Македонија. Може би по бројот на членови на овој предлог на закон, кој што се вкупно 11, и може да се предпостави дека не се работи за сложен и обемен закон, но според износот на заемот од 70 милиони евра, и тоа како се работи за сложен и обемен закон, бидејќи овие 70 милиони евра ќе ги отплаќаат граѓаните на Република Македонија, а не владата со незините представници по однос на овој предлог на закон. И јас најмалку што денес очекував, тоа е да беше присутен овде и градоначалникот на град Скопје. Ако можеше градоначалникот Шилегов да се дрзне, да дојде и уште и да се обрати на јавната расправа по однос на концепцијата за реформите во основното образование, тогаш и тоа како можеше и требаше денес да биде присутен овде и да каже збор два околу овој предлог на закон. Да каже збор два или и многу повеќе за неговата работа како градоначалник на град Скопје изминативе 3,5 години. Да каже збор два или и многу повеќе за тоа каде е неговиот ветен трамвај, што се случи со постројката во ГТЦ за линијата број 50, што се случи со неговите ветени, а нереализирани капитални проекти за град Скопје и зошто токму сега токму на ваков начин ние пратениците да му гласаме закон тежок најмалку 70 милиони евра. Гласањето е последниот чин при носењето на овој закон. Дотаму ќе треба многу работи да се продискутираат и да се извадат на виделина. Неговата неспособност изминативе 3,5 години не може сега да ја замаскира со ваков предлог на закон од страна на владата и во време кога на скопјани, а и на сите останати им се потребни многу други поприоритетни нешта. 30 години не само скопјани, туку сите граѓани на Република Македонија да го исплаќаат овој заем, а познавајќи ја завземеноста за работа и реализацијата на ветеното од страна на градоначалникот Шилегов, ова сигурно ќе остане само земен заем без негова конечна реализација. Ова ќе остане уште една брука и срамота во низата ветени, а нереализирани проекти на Петре Шилегов. Има неколку дилеми и прашања кои што се отвараат со овој предлог на закон за брз автобуски превоз во Скопје. Например, ако се спроведе така како што е замислено овој проект, тогаш средишното зеленило по должината на главните булевари низ Скопје дали ќе треба да се унищи. Следно, ќе требаат дополнителни средства, што ќе значи и дополнителен заем за изградба на мостови за надвозни или подвозни пешачки патеки, бидејќи патниците ќе мора некако од средината на булеварите да стигнат до тротоарите. Исто така, ова значи многу долг временски период на раскопани булевари низ Скопје. Како во овој период на раскопани булевари ќе се одвива останатиот градски превоз? Ако Шилегов планирал ваков проект, зошто тогаш ги копаше веќе направените улици и булевари и повторно истите ги реконструираше, за сега да следува уште едно нивно раскопување? Зошто граѓаните на цела Македонија да исплаќаат долгови за овој заем, а истиот ќе се однесува само за граѓаните на Скопје? Ваков проект е изводлив и реално потребен за градови кои што се многу поголеми од Скопје, како по површина, така и по број на жители. За Скопје доволна и најисплатлива инвестиција само електрични автобуси.
Дали Шилегов има план и проект за тоа што ќе се случува со останатиот превоз низ Скопје, доколку на вистина се случи и реализира брзиот автобуски превоз некогаш? Како се предвидени овие 70 милиони за ваков проект без основен градежен проект? Овие 70 милиони евра се предвидени само врз основа на студија. За волја на вистината, Шилегов наследи многу издржани студии од неговиот претходник Трајановски. Шилегов прво вети дека ќе формира јавно предпријатие градски енергетски системи. Ништо од ова пропадна. Понатаму исто така за волја на вистината, крајот на овој проект би бил и доколку би бил, како што каже и председателот Муцунски некаде 2026 или 2027. Првата транша е од Ново Лисиче до Петров, втората од Драчево до Бутел. За целиот овој период можно е овие делови на Скопје да бидат раскопани. Ова значи дека нема да се случи и ништо со зелената престолнина Скопје за 2021 година. Брз автобуски превоз е само за милионски градови, не е за Скопје. Дали скопските булевари се доволни за ваков превоз? Како што реков, 5 до 6 од булеварите и улиците кои што ќе бидат зафатени со овој проект, веќе се реновираа од страна на Шилегов и за тоа се потрошија милионски суми. Значи, сето ова било за џабе. Повторно, веќе има раскопани улици и зголемено загадување. Колеги, најреално, 70 милиони евра е и многу мала ставка за ваков проект, освен ако не се игра на картата да се искористи само грейс периодот и толку. Ова нема воопшто да не изненади од оваа власт, ова е реално и навистина добар проект, но не за ваков град и не во ваква, како што реков, здравствена и економска криза. За 1 километар ваков превоз, останатите искуства покажуваат дека се потребни 1,5 милиони евра. Ова значи дека 70 милиони евра ќе му стасаат на Шилегов само за трасата. Ова е почеток на еден бескрај кој што нема да чини толку и на кој крајот, кој знае дали некогаш ќе го видиме. Најбитно од се, или најтрагично, ќе се уништи и онака малото зеленило кое што Скопје го има. Најкусо кажано, овој проект е неизводлив топ проект за Скопје кој што Шилегов и СДСМ ќе го искористат само како предизборен кредит во пресред на локалните избори и ништо друго. Ризиците од било каков од почеток со овој проект ќе бидат по зеленилото, по загадувањето и по хаосот во сообраќајот. Скопјани ќе останат без ова малку зеленило, со зголемено загадување, со уште поголем хаос во сообраќајот, а што е најтрагично и со уште поголем семеен долг за враќање во следните 30 години. И конечно, за еден ваков капитален проект, за кој ќе се задолжат сите граѓани на Република Македонија, најмалку што да се направи според мене е да се организира една јавна расправа, а најмногу, конечно, и еден референдум. Во овој пратенички состав има доста пратеници од градот Скопје, но исто така има многу повеќе и пратеници кои што не сме од Скопје и ние сме должни да ја пренесеме реакцијата од нашите по однос на ова планирано задолжување, зашто брзиот автобуски превоз во Скопје не многу значи за жителите на мојот Гостивар, на Ресен, например, или на некој друг град во Република Македонија. Како што кажав, ова е само проект кој што ќе пукне како пренадуен балон во јавноста и кој тешко ќе се спроведе на ниво на Скопје, но заемот ќе остане, а него ќе го отплаќаме сите, и оние кои можеби никогаш во својот живот нема да го искористат брзиот автобуски превоз на Скопје, не затоа што нема да дојдат во Скопје, туку затоа што останува сомнежот во реализацијата на се што досега било ветено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Пандемијата веќе втора година како ни одзема животи, а еве како повеќе од 3 месеци власта не умее да не снабди со вакцини за сите жители. Затоа, овој луксус од 70 милиони евра, како и сите претходни луксуси на задолжувања со милионски суми евра за земјоделието, основното образование, енергетската ефикасност, новиот универзитетски клинички центар, не ни е потребен во овој кризен период. Сега, како што тоа го има многу пати назначено, ни е потребно задолжување само и само заради спасување на нашите животи.
Ако оваа влада не е способна да не заштити од смрт, најдобро е тоа конечно да го признае и да се повлече, а не овде да ни глуми загриженост, нудејќи ни вакви предлог законски решенија. Нас ни е потребна итна реакција по однос на ковид пандемијата. Брзиот автобуски превоз кој доколку се оди според планот би се случил најрано за 5 до 6 години од сега, нема да ни помогне да останеме живи или во најдобар случај незаразени. Сега е време на преживување, а не е време за луксузите на Шилегов и на оваа неспособна власт. Ви благодарам. Ви благодарам.